Здраво, јас сум Драган. Јас сум Евгенија Трајковска и да работиме на мурал. Јас сум импресионирана од талентот и умешноста на овие млади уметници. Не е тешко. Со времето се зависи како ќе се погоди, но во главно забавно. Ова ни е околу 100 квадрати, но не е тешко, бидејќи форматот од А4 што ја правиме скицата, го префрламе некој пат на прожектор и со прожектор се служиме. Па во принцип, кога станува збор за боја и четка, ништо не е тешко. Меѓутоа, скелево е дефинитивно нешто на кое што треба да се навикнам. Идејата за овој мурал беше на кинотеката. Да се направи како некој трибют за нашиот Мето Јовановски. И ние го прифативме проектот, бидејќи се работи за еден од нашите најуспешни актери. Ни предложија од невладина организација Ротаракт да соработуваме заедно за да дигнеме свест, култура, малце да разубавиме градот. Почнуваш со еден ритам, како што се овие геометриски форми, и при тоа се водиш, нели, ќе се најде брадата, ќе се најде крагњата, ќе се најде носот. Па после од носот окото, нели, тоа е тоа што сме го учеле. Имам работено и пред тоа, мислам, сум пробала многу работи пред да се одлучам за уметност. Ми требаше долго време да сватам дека не е само хоби, всушност. И работев стрипови, работев илустрации, потоа се запишав на графика, па одам по колони, проекти вака, имаме неколку мурали работено. Имав самостојна изложба за прв пат во ноември лани. Беше прекрасно искуство, искрено. И така се снаоѓам, пробувам да се вметнам повеќе, нели, да надокнадам за тие 4 години гимназија што ги имав. Па малку повеќе да се запознавам со светот на уметноста и тука, и надвор, можеби, иако тоа е многу полесно за надворот тука. Како мал се сеќавам дека дедо ми купуваше боенки, едноставно ме оставаше да цртам, бидејќи тоа беше единствениот начин кој ми беше потребен да бидам мирен, да не лудувам. Потоа ми се појави желбата за стрит арт, што е. Првиот графит ми беше на некаде околу 17 години кога имав, на еден стар воз. Цртавме абстракт со потпис од нас да се знае дека сме ние. Секоја куќа има своја градина, која што човекот ја декорира. И ако градот го гледаме како голема куќа со огромна градина, може да биде и тоа декорирано. На стилски начин. Градот ќе има повеќе изразување со едни од не мора само за уметници туку и да се разувува и градот со абстрактни работи, со работи за дечиња, за уметници, за музичари, за сите тие работи. Ни го краси градот, многу убаво ни го прави. А и плюс на нас ни е многу забавно да се дружиме, да сликаме, да запознаваме нови луѓе. За жал не се цени доволно, но ние како уметници се трудиме да почне нашата работа, нашата уметност да се цени. Не само да се цени како финансиски туку и како духовно, како душевно да се цени. Но секој не го гледа тоа како
уметност. Мислам дека само начинот на промоција можеби или вниманието кое што се дава е многу поголемо надвор отколку тука, заради тука што нели секој има други приоритети. А забавата кај што се вклучува и уметноста и културата се некако нели број 2 или 3. Меѓутоа со новите генерации мислам дека навистина се трудат многу, има многу настани, има многу млади уметници од секоја сфера, дали литература, визуелна уметност, музичка уметност, кои што се трудат, кои што работат и се активни и просто делува многу мотивирачки кон останатите. Имам сон, нереален можеби, меѓутоа дали можете да замислите како би било ако сите билборди во градот беа рачно или дигитално нацртани? Тоа би било фантастично.